Кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН за општина Штип Илчо Захариев на денешната пресконференција истакна дека битката во вториот изборен круг ја бие со целата влада на Зоран Заев, но и со дел од припадниците на СВР Штип, кои како што вели во неделата неосновано ги спречувале одлуките на Советот за реализирање на програма за изградба на пристапен пат на улицата Личка, за што имаат и одобренија информирани Државниот трудов инспекторат за ангажирање на работниците. Морам да кажам, додека цела влада шета ни Штип, место да си работите во Скопје, државата ни пропаѓа, економијата ни пропаѓа. Вчера беше празник за сите во државата, беше државен празник. Господин Заев, неговата министерка за труд и социјална политика не направија ништо да ги заштитат текстилните работници вчерашниот ден да биде празник и за нив. Тие работеа. Место да ги штитат и да ги спроведуваат законите, тие водат неверојатна кампања за моје рушење. Тие всушност најавија. Тие се дојдени во овој град да го слушат Захариев. Не сум знаел дека сум толку силен и не знаев дека Штип им е толку битен град да го добијат. Тогаш требаше се стават и прав, односно да стават добар градоначалник. Захариев забележа дека во овој момент граѓаните на Штип, но и членови на избирачки одбори трпат невидени притисоци и уцени од страна на СДСМ. Тоа не е случајно. Бидејќи знаат дека повеќе гласачи не може да добијат, бидејќи знаат дека изборите за нив се изгубени на 29-ти, тие вршат силен притисок врз избирачките одбори, што наведува дека имаат намера да вршат лажирање на овие избори. И на пресконференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН беше потенцирано дека во кампањата за вториот круг забележани се обструкции, подкуп, закани и уцени од нивните политички противници, обвинија за купување на глас по секоја цена, а оценија дека кампањата за овие локални избори беше една од најниските, со навреди кон нивниот кандидат. Поради тоа што деновиве ни Штип, од врата на врата, одат стотина анкетари, платени од СДС, за да извршат притисок врз локалното население. На граѓаните им посочуваме да не се плашат од наметнатиот притисок, да го искористат своето гласачко право и да застанат на страната на оној кој целиот свој живот и работа ги посвети за општо добро, за граѓаните на Штип и за цела Македонија. Во текот на денот пристигна и реакција од СДСМ, во која се вели Захариев да одговори зошто вработени од јавни предпријатија од градежни фирми се малтретираат да работат за партиски цели во изборна кампања. Овој човек повторно се однесува како општината да е негова приватна собственост, а луѓето дека ги плаќа од свој джеп. Граѓаните ги препознаваат злоупотребите на Илчо Захариев. Присуството на високите функционери од владата е јасен показател за поддршката и светлата иднина што ќе има Штип. Заедно ќе работиме, заедно ќе ги спроведуваме проектите.